Благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Помолиме на Господа. Господи, помилуй. За небесен мир и за спасение на нашите души, да се помолиме на Господа. Значи, се наоѓаме во населеното место Босилово, како се празнува овде Водица и ќе ни кажете најпрво да не се представите од кога постои храмот овде во Босилово. Јас сум Драги Божинов, одборник во црквата Свети Атанасий. Црквата Свети Атанасий е направена 1842 година од страна на граѓаните на Босилово, што се однесува до празникот Богојавление Водици. Тоа е еден од најголемите празници на христијанството и тогаш е крстен Исус Христос од страна на Свети Јован Крстител во водите на Јордан. И на еден начин Бог е љубов, а љубовта значи трпение и една од најголемите нешта, така да се каже. Значи, љубовта е и појака од смртта. Што се однесува до крстот, ќе се фрла во реката Струмица и од наша страна, односно од црквата Свети Атанасий, има 6000 денари и има пријавено неколку млади луѓе и сега ќе чекаме уште малку попот да заврши, па ќе одеме на реката. Ви благодарам на овој разговор и за многу години некај празник. Благодарам и на вас.
сестри, меѓу другите кои што оделе да се крштеваат кај Свети Јован во реката Јордан, дошол и Господ Исус Христос, за да биде и тој крстен. Што го видел Свети Јован, го посочил на народот, велејќи: еве го јагнето Божјо, кое ги зема гревовите на светот во себе. Овие зборове не ги кажал од себе, а му биле влејани од Бога, и преку нив пророкот ја прескажал суштината на Христовата проповед и служба. Имено дека Спасителот не доаѓа да господари и да задобие слава, туку да служи и да страда заради нашите гревови. Кога Господ Исус Христос се приближил и ја кажал својата намера, тогаш Свети Јован го запирал и рекол: јас треба од тебе да бидам крстен, а ти при мене ли идеш? Спасителот одговорил: остави го сега тоа, зашто нам ни предстои да исполниме секоја правда. Свети Јован увидел дека не треба да се противи и го крстил Господа Исуса Христа. Штом излегол Господ Исус Христос од водата, се отвориле небесата и Духот Божји слегол врз него во вид на гула и се чуло глас: ово е мојот возлюбен син и на него е мојата милост. Во црковниот календар овој празник се именува Свето Богојавление. Така и ние денес, драги браќи и сестри, ќе осветиме водата и ќе појдеме да си земеме сите од неа за нашите домови, а потоа ќе појдеме на реката и ќе го потопиме Светиот крст, и кој што прв ќе го фати, секако ќе добие и награда од 100 евра. Нека денешните молитви, упатени кон Бога, Пресвета Богородица, сите свети, ни бидат услишени и ни дарува мир, здравје и спасение. Нека за многу години и честит денот Бог се јави. Благослови ова вода, со Бог свет Бог, сам ти седлак цару, благословија сега и ова вода со Твој пресвет Бог, сам ти, владико, сега освети ова вода со Твој свет Бог, и дај на сите што се допираат до неа или се причестуваат и мијат со неа осветување, здравје, очистување и благословување, и спаси го Господи, и помилуј високо преосвещениот митрополит наш Наум и сил свещи. Војодена Готја сина именуја, и доглови неколо мене, и след слове се одвежевие, јавеся Христе Боже, и меко свещенство от Тебе. О Јордане, крещајуш ся Тебе, Господи, троическо јавился поклонение, Родителе Бога, свидетелство ваше Тебе, возлюблена Готја, Сина именуја. Бог ти и чест свечен денот. Видите сите да земеме вода.
Jan Dexlen. Ja tu treba fora. Zašto tu? Viš kdo prav pega? Vai, Zina. Значи, да ни се представиш по кој пат се фрлиш по крст? Јас сум Столе Георгиев, по четврти пат се фрлам за крсто, 3 пати уфаќам. Таа година очекувам здраве, среќа, берикет и така натаму. Тешко ли беше да го фатиш? Не, Полесно за разлика полесно од минатото од пат? другите патови, да. Фала ти многу.